Денеска во Кавадарци, јас ке речам моментално првото перо на Македонија, господинот Владо Урошевиќ, и тоа со, јас ке речам уште еднаш, со цел. Денеска го промовираме романот на годината 2022. Нема да го кажам целиот наслов, да не се збуним, ке речам старовремски роман. Да. Зашто станува збор? Да, насловот на мојот роман е навистина долг и може би дури јас ке погрешам ако го кажам. Вистинита, но не многу веројатна историја за семејството Пустополски, за куќата покрај Вардар и за четирите прстени. Поднаслов на книгата е Старовремски роман. Ова е мој седми роман поред и до сега, ако не се лажам, сум бил 2-3 пати во најтесниот избор за оваа наша висока награда, роман на годината. Но ете се случи оваа година да ја добијам наградата. Покрај тоа, нели, се струполија уште неколку награди врз тоа, речи си истовремено. На крајот, кога ја добив третата награда, кога бев прогласен за автор на годината, луѓето рекоа, па доста е век. Меѓутоа нема доста. Пустополски е скопско семејство. Колку има жива вистина во сето тоа што е во романот? Слушајте, знаете што, морам да признам дека јас ова сето сум го измислил. Но, ми се случи неколку пати, кога, да речеме, се консултирам околу некои стручни работи, да речеме, со една моја пријателка, моја врсничка, таа ми рече, па ја знам, го знам јас тоа семејство, вика, тие има аптека, отвори аптека во Скопје. Чекај, викам, јас сум ги измислил. Не, вика, тие постоја на вистина, вика. А потоа кога и кажав дека дејството се случува во една стара турска куќа покрај Вардар, таа рече, па ја знам јас куќата, се разбира, вика. Не носеа на екскурзија таму кога бевме во основно училиште и јас сум доаѓала, вика, до тоа куќа. Ама јас сум ја измислил, викам. Не, вика, ништо не е измислено. Постои такво нешто. Да, а сега пред вчера ми кажа еден пријател, знаеш, вика, таа приказна за французинката што дошла во Скопје и станала жена на еден турски паша, па тоа јас сум го слушал, вика, тоа е стара скопска приказна која се пренесува низ генерации. Јас викам, ова прв пат го слушам. Така што често пати имагинацијата и реалноста се мешаат. Не можеме да поставиме цврста граница помеѓу нив. Ова е ваш седми роман. Ете, сосем случајно ја имав честа, буквално првиот да го прочитам, значи од Праските, ако не се лажам, 65-та година на моето раѓање, и Дивата лига, издаден 2000-та, Маџунот беше предпоследен, 2018-та, и еве минатата година Старовремскиот роман. Има ли уште нешто во депото на Владо Урошевиќ? Да, имам. Имам неколку книги. Сега веднаш после романот излезе и една книга раскази, се вика Вонземјанки, каде што раскажувам некои приказни што се поврзани со мојот престој во Париз во дамнешната 67-68. А инаку во овој миг
се подготвува изборот, книгата поезија што треба да излезе на Струшките вечери да се појави, бидејќи ја добив овој пат највисоката меѓународна награда Златниот венец. А имам уште неколку книги кои чекаат или во фиока или се веќе кај издавачи, така што предпоставувам дека ќе има барем уште едно, две, три книги до крајот на годината. Морам да спомнам, прославата на Денот на поезијата ве затекна токму во Париз, во УНЕСКО, и токму тогаш ви беше соопштено дека сте добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Кога ќе тргнат наградите, нема некако доста. Ова е добро. Ова ми се случува прв пат, а тоа беше навистина возбудливо, бидејќи јас отидов во Париз за да учествувам на 2 симпозиума, посветени на нашиот голем поет од првата повоена генерација Ацо Шопов. И поради тоа отидов таму, а истовремено тоа беше искористено да се во палатата на УНЕСКО да биде прогласена наградата, и тоа беше навистина возбудливо, нели? Во Париз, во палатата на УНЕСКО, во свечената сала, го кажа тоа дека сум ја добил наградата. И Бога ми, морам да признам дека се наежив кога видел зад себе како целата сала станува, нели, и почнува да ми ракоплеска. Тоа се ретки мигови во животот, но ете така, ако човек има среќа, може и да ги доживее. Наградата ќе ја добиете во август, во Струга, тогаш цела Македонија ќе стане и ќе ракоплеска на сето оно што вие досега го имате сторено. Ќе ве запрашам, оние што ве знаат, меѓутоа оние кои што не ве знаат, ретко кој знае за вашите квалитетни преводи на руските и на француските поети, преводи заради кои и руската и француската влада ви ги врачи највисоките признанија, ордените на офицерот, највисок ред за култура. И какво е чувството ете кога преведувате и кога од токму таа држава, од каде што доаѓаат тие писатели, ви оддаваат навистина едно големо признание? Па тоа се исто така доста ретки случаи, знаете. Јас почнав да преведувам многу рано од руски, а потоа и од француски. И преведов многу нешта од поезија, од француската поезија. Па добро, не е баш лесно Есенин, Пушкин, Лермонтов, Пастернак. Добро, секако дека ми се чини почнав со Мајаковски, уште многу одамна, но добро, тоа е сепак помал дел од... Заради името? Владимир, да. Јас сум роден во улицата која денес се вика Владимир Мајаковски. Па може би тоа имало влијание. Знаете, мислам дека најмногу преведов од француската поезија. Тоа ме привлекуваше кога ќе прочитав некоја песна на француски која ми се допаѓаше, секогаш паѓав во искушение, ќе речам, како ова би звучало на македонски. И ќе се обидам. Добро, тука има многу маки во преводите, многу проблеми, многу искушенија. Секако дека човек кога работи врз некој поет, поголем некој избор, па дури на известен начин се поистоветува со тој поет. Морате да знаете многу нешта за него, за да можете во негово име да зборувате на друг јазик. Па буквално чувствата на самиот поет треба да ги преточите во вистинските чувства кои што треба да ги добиете. Да. Тука се прашањата па за точноста на преводот, па за поетичноста на преводот, што е за мене поважно. Тука се многу прашања. Прашање за можноста воопшто, дали може да се пренесе од една култура во друга сето она што го содржи поезијата.
Кои се ќе биде тука денеска на промоцијата? Кои се промотори, кои ќе говори? Да, па се договори со директорот на фондацијата Славко Јаневски, која се грижи за оваа награда, која ја презема оваа награда. А Славко Јаневски бие омилен лик? Славко, кога на почетокот, нели, настапува во литературата како млад човек сосема, па имав малку, можеби, како да речам, непромислено, па и помалку дрско однесување кон постарите, како има, нели, тоа е својство на младоста. Младост, лудост. Да, но и отпрво попадна во конфликт со Славко, нели, он беше незадоволен со една моја негативна критика и така натаму, но потоа полека се исправаа тие работи и мислам дека имавме еден долг период на пријателство и на многу сериозни и истовремено интересни разговори околу многу нешта. Не врзуваше тоа што сме и двајцата Скопјани, макар што јас сум Дебармалец, а тој е Новомалец. Ново мало во Скопје, тоа ви е сега, да речеме, околу градскиот трговски центар. Нели? Значи, на различни мала припаѓаме и помеѓу нас постои и значајна разлика во години. Но имавме многу нешта заедничка лектира од детството, стриповите за кои Славко извонредно многу знаеше, а и јас знам по нешто. Потоа беше сето тоа споено и со нашето одушевување со некои стари мајстори на фламандското сликарство, Бош, Бројгел. Па потоа исто така се одушевувавме со некои понови сликари од надреализмот, Магрит, Делво, Салвадор Дали. И така, имаме многу нешта што да си кажеме еден на друг. И беше возбудливо тоа дружење со Славко. Тој исто така многу знаеше, знаете, многу навистина, како се зема, тој немаше високо образование. Беше самоук, но учеше и цел живот ми се чини учеше. И тој ме запрепастуваше, да речеме, кога зборувавме за растенија, он секогаш им ги кажуваше латинските име. Беше фантастичен, мислам, мене тоа не ми успеваше да ги запаметам тие имиња на латински. Беше голем ловец и голем риболовец и ја беше поминал пеш цела Македонија, ги знаеше сите незини суводолици и ридишта, ги ја знаеше и лете и зима, и кога раскажуваше за тие своји, да речем, ловечки авантури, да беше извонредно. Јас уживав. И многу ми е драго што таа фондација сега стои зад оваа награда. Кој ќе биде, ќе има некој од фондацијата денеска? Да, тук, да. Кој е промотор на книгата? Да, истовремено, па така го замисливме, да тој да каже нешто за мене и за романот накратко, а потоа да почнеме разговор. Прво, така се договаравме, прво ние двајца, да разговараме, за кого станува збор? Да, Звездан Георгиевски. Да. А потоа да се вклучи публиката, се надевам, и да водиме некој разговор за теми што публиката ќе ги избере, што нејзе и се интересни. Јас ви благодарам многу, ви посакувам пред се многу здравје, многу успех, да се гледаме за убави работи, па и промоциите на овие идни дела кои што ги најавивте, да ги направиме овде во Кавадарци. Секако дека би сакал уште да доаѓам во Кавадарци.